Причина за да не се од протест е тоа што два пат се качува плата по 10%, а ми на нас техничка, што сме по техничка служба, значи ништо не е качено. Докторка што ни е председник на синдикат, она кажа дека у клинички и у други болници, значи дека е качено многу повише. Мислам дека е све у реду, а само кога нас дали дека се нешто мути што е работа. Они не нас плаќав до минималац. 14.000 минималец од рачунат. Да, до минималац тој не доплаќа, значи сега ако не за нас, пример болничари, била ставка тој 14.000, извини. И се не доплаќа, значи до 20.000, 7.000 тамо. Или ако не е сега поново тамо 17.000, 3.000. Ми болничари, техничка служба ги има неки тамо и још пуно. Прво избацани сме од медицински персонал. А доктор, свак доктор, специјалиста кажа дека без сестру и без болничара не може да работи. Сам не може да работи ништо. Техничка служба не води. Значи тој су шофери, овие чистачи, хигиеничари, што ти знам још ги има, овие сервирке, овие што ги држе во техничку службу, значи електричари, што ти знам тамо овие магазини, све су омаловажени луѓе. За два пат качување требали сме да земеме негде околу 25.000 се да искочиме с плату, пример. А ми што? Ништо. Што вика они, еве, чистачи земали 10 денара, 170 денара, 200 денара, ми болничари сме земали 300, 400, 500. 40 години стаж. Место да земеме 5.000, што го кажам премалку, ми два пат се качува плата, уместо стоиме. Минималната плата во Република Македонија е 20.150 денари. На 20.150 денари треба да земеме ние 10% покачување. Од кои нашава служба техничка го рачуна минималецот на 14.400. Преку тој минималец ни доплата лично на мене 240 денари. Од 240 денари до 10 денари има. Да. Во државна болница во Скопје 2.400. Те тоа имат 4.800, само Кумановската болница. Минималецот го рачуна на минималец. Секоја покачување оди на 14.000 нешто. Работното време се работи, платата касни. Недели ги каснат, празниците ги каснат. Техничката служба излезе на протест, пошто не сме задоволни од платата што ја земаме нормално сите. Ако синдикатот не поддржи во секи, да, ќе одиме до крај за да ги изненачиме нашите права. Работничките права, пошто сме понижени, поценети, не сме ценети како во другите установи, него јас мислам дека хигиеничарите треба да се малку повеќе качени. Од тоа што е минималецот, да имаме 25 до 30% покачување. Зашто најтешката работа, најпрљавата работа го работи хигиеничарот. И светлото на секоја болница е хигиеничарот. Па понатака. Значи, ако еден хигиеничар не исчисти, не сум сигурна дали болниот ќе легне во чиста установа. Тоа никој не третира како вработени. Него ти си хигиеничар или постарот чистач и имаш право да ќутиш и да работиш. Не може тоа така. Незадоволни сме од ова покачување. Лично за мене јас добив 509 денара. Пред ова покачување ни беше 390 денара. И како го рачунав тоа, ми сакамо да знаеме тие права, да знаеме колку е покачување, под кој режим они качува плату, има 10%, али нека рачунав добро дали е 10% или 2% или 3%. Незадоволни сме, зашто, што вика колешкиве напред, без болничар, не знам дали некој може да обстане некоја болница. Тражимо наши права, не тражимо што не треба, тоа што ни следуе. Работам скоро 40 години. Имам ВКВ, 5 степен школа. А сум платена, не знам по која основица, со минимална плата, со 40 години стаж. Сега е ноември, сега полнам 40 години. Јас имам минимална плата, сакам да знам зошто имам доплата. Не сум примена со ниско образование, со високо образование, со има дадено решение со високо образование, со одговорност на работа, со стаж. Никаде тоа го нема. Зошто го нема?
Зошто да имам ја доплата? Имав пред некој месец 6.000, сега имам 3.000 и нешто, бидејќи покачувањето што требав да го земам во джеп, не знам кај отиде. Зошто имаме доплата? Тоа ме интересира највеќе и зошто. Ако се рачуна на 40 години стаж и одговорна сум во кујна и со 5 степен школа, зошто да имам минимална плата? Признаено ми е школото. Кога сум примена во 80 која година, јас сум примена со решење, со одговорна, а кај се тие пари? Зошто моите пари да одат некаде? Треба да бидат кај мене и кај сите други вработени. Зошто да имав доплата? Ако е минимална плата 2170, 150 колку, секој на тие 20.000 треба да има за стаж, за одговорност, ако некој, или одговара секој за работата што е работи.